Во тек се неколку проекти за подобрување на квалитетот на железничката инфраструктура во земјава, надградба на железничката станица во Скопје, реконструкција на железничките станици на коридорот 10, изградба на нова пруга од Кичево до Лин Албанија. Докаде сте со овие проекти и како се финансираат? Некои проекти се во фаза на проектирање, некои проекти сме во фаза на завршување на тие проекти и почнување на постапки за изградба на тие. Се финансираме од ИПА програмата, значи предпристапните програми. Дел се од кредитот што владата на Република Македонија ја зима, значи од познатите финансиски институции како што се Европската банка за обнова и развој и Светската банка преку посебни програми. Огромните долгови спрема различни доверители на компанијата представуваат проблем за нормално функционирање на железници. Има ли решение за набилданите долгови? Долговите беа значителен проблем во претпријатието и моментално се наоѓаме во ситуација некаде да сме подрамниле на начин околу 900 милиони денари. Како дел од реструктурирањето на компанијата се предвидува и решавање на проблемот со превработеноста. Какви решенија ќе понудите? Некаде според нашите статистики, според нашата потреба со ова мрежа што имаме моментално, претпријатието нема потреба од таков голем број на вработени што ги имаме моментално. Ние согласно 1.6 имаме подмирено 6 до 9 плати зависно од статутот на вработените и околу 120 вработени се веќе на технолошки вишок, ги добија тие 6 до 9 плати, сега им останува уште малку да добијат статус на пензионери. Другиот дел на работниците се ротират на принудни одмори. На што се должи најавеното намалување на платите во железници? Овие месеци, месец јули, август и септември, да најдеме начин да принудните одмори се трансформират на едно солидарно намалување на 5% од платата на сите вработени, со услов да принудните одмори завршуваат. После тоа ќе седнеме пак ќе разговараме дали ќе одиме со ова верзија или ќе направиме на првата програма што е технолошки вишок за тие што ќе ги исполнуваат условите. Во тек се преговорите за новиот колективен договор со синдикатите. На што ќе се фокусирате? Колективниот договор истече некаде во месец мај и сега веќе ги почнавме преговорите со синдикативе. Нема да има некои, да кажеме, многу новитети, односно ќе се прилагоди малку повеќе кон законот за работни односи, која е база за тој колективниот договор и нормално дека внатре ќе ги има сите тие елементи што се специјални или што не се обични за другите компании, а што се обични и неопходни за нас. Ви благодарам за разговорот.